Bien, enhorabuena. Ahí estamos. Видовте и сами дека на првото полувреме одлично се државме, второто полувреме екипата на Шпанија стварно е многу по-квалитетно, објективно, има поголем фонд на квалитетни играчи и денеска навистина непогрешливиот Наваро кој што на разни начини проба не може да решиме да даде неколку навистина и тешки шутеви. Сепак да играте под светски првак, а ние 5-6 играчи, штом ќе направите. Изгубивме сега, што да правиме? Можехме да направиме некои грешки, но тоа кога сакаш да победиш, немавме искуство кој ништо имаат овакви такмици. Тоа мислам дека не чинеше второ полувреме. На полувреме осетивме дека можеме да играме со нив и фативме некој залет, онака при крај на трета четвртина се отворивме многу, ми се чини. Према ако почнеме да бркаме резултата, тоа е игра која на нив им одговара и они тоа го искористија многу искусно. Овој влез во серија, се една нога ги фрлаше, да шутнеше со нога кога влезеш. Свака част, тоа се играчи мега звезди и покажа дека вредат, колку вредат. Не стварно се трудевме. Играме ли за медал поне? Играме нормално. Не, мислам, ова сега денес вече до вечер ќе жалиме, утре се вртиме за трета. Шуе со ногата кој како шуе со ногата, коленото ми е цело распартано, имам жуль на ногата крват. Ти биеш добар за тоа? Ја вака играме ке тру такмици. Ти сега ме прашуваш. Вака играме ке тру такмици, не осеќам цела десна нога, ама мора, нема тоше, мора да има некој центар да игра. Кажи ми, одлично беше се, само одбраната која до сега не можеше против нив. Не, има многу опции, имаат, мислам дека имаат дури малце заштита од судиите, некои контакти кои на нив беа дозволени, например, мен одма ми го судија фаул напад, додека они со раце буткаат, тргаат, не искачаат од ракет, мислам, не ќе да намала победата. Меѓутоа, као име, има малце ми се чини респект од судиите и на скокови напад, многу буткаат по грб и тука дадат многу битни поени. Така да, сега се надевам ако направиме некои вакви резултати и континуитет и ние ќе го имаме више тој респект од судиите, малци ги не пригледат и на нас на прсти, не одма на секој контакт да се суди фаул. Неколку пати на крајот на јако закуто беше чист фаул, Мекелев 3-4 пати дава кошто, фаул никој не го суди, мислам. Ајде сега да не бегаме од темата, да. Али битна беше во одбраната, не тепла, стварно има превише опции имаат у нас, превише. Добро, фала ти. Лотко, загубивме од актуелниот европски шампион, Шпанија. Хуан Карлос Наваро, 35 поени. Мислам, се уште не е проверено, но мислам дека тоа е рекорден полуфинал етапа. Како и да е. Играт уште еднаш со срце, но ова не е пораза за македонска медал. Напротив, во медала ве чека нов предизвик. Одиме на медал. Сигурно не дојдовме до овде да се откажеме толку лесно пред самиот крај. Јас мислам дека имаме утре ден да одмориме и во недела 100% спремни да дочекаме во тој натпревар за трето место и сигурно моја желба и желба на сите играчи е да се отидеме дома со медал, бидејќи мислам дека македонскиот народ тоа го заслужува. А и мислам дека ние го заслужуваме. Со игрите што ни кажат, но со тимската игра што ни кажат, но едноставно ќе биде штета. Храброст и сето остано. Ти благодарам, Владко, нема да те задржиме. Препремете се за оно што престои. Така е. Одиме на медал. Задоволен ти да играш? Па добро. Патја многу фазини тога, али сепак и овој успех за Македонија. Знаеме какви играчи има Шпанија. Наварно ми даде 20 покошали за 30 метали, а мислам задоволни сме од играта. Играме ли за медал? Да. Зимаме да сигурно.